воздухот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, добро утро. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Последните неколку недели со заладувањето во Скопје и во неколку други градови од Република Македонија се повеќе се чувствува загадување на воздухот. Најмногу го загадениот воздух го чувствуваат децата. Токму на оваа тема е всушност една од темите во денешното издание на Здравје е загадениот воздух и децата, а мој соговорник во студиото на Радио Слободна Македонија е примариус доктор Оливер Зафировски, директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата в Козле. Доктор Зафировски, добре дојдовте во Здравје. Добре најдов и поздрав до вас и до сите ваши слушатели на емисијата. Пред малку најавив дека ќе зборуваме за загадениот воздух и децата. Како загадениот воздух, односно загаденоста, влијае кај најмалите? Децата највише го чувствуваат овој загаден воздух и ова урбанизација што е во градот Скопје. Сите големи градови го имаат тој проблем, посебно градовите кои што се наоѓаат во близина на големи реки, кои што имаат се во котлини, кои што немаат доволно пробив на ветрови. Така да Скопје ги исполнува сите услови за таков град и исто така индустриализацијата и големе сообраќај. Дефинитивно во Скопје имаме голем сообраќај кој што издудите гасови се една од основните водечка причина за аерозагадувањето. Децата, сигурно младиот организам кој што се уште не е имунолошки подготвен, е една од најчестата причина кој што децата и први го чувствуваат и почнуваат инфекција, односно болести кај нив. Што е она што највеќе влие на нежниот епител на дишното стебло кај децата? Сите овие сулфур диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, PM частичите 10 и 5, сите тие делуваат токсично на епителот, го луштат епителот и автоматски станува нашето дишно стебло многу приемчиво за сите вируси и бактерии, а детскиот организам кој се уште нема меморија за нив, лесно доаѓа до појава на инфекција. Таа инфекција декога знае да се предлабочи, да направи посериозна промена, као што е бронхопневмонија, пневмонија или пак некој од бронхитиве. Така, дали со заладувањето имате и вие во институтот зголемен број на деца со вакви симптоми, како индиректна причина, бидејќи не може да биде директна причина загадениот воздух за вакви посериозни заболувања кај деца? Ние како сериозна институција ги следиме сите овие, имаме званична статистика наша. Значи го споредуваме периодот кој беше јуни, јули, кој навистина беше топло време и секако бројот на пациенти кои што беа во нашава институција, како амбулантски, така хоспитал што се лекуваат се намали. Но со појавата на првите ладни денови, со појава на аерозагадувањето кој што секако доаѓа и грејната сезона што доаѓа, сега се чувства тоа аерозагадување и бројот на пациенти што доаѓаат како амбулантски, така и на болничко лекување се зголеми. Секако ние имаме и една малку балканска навика, чекаме прво да се разболиме, пред се тоа се однесува на деца кои што знаат за нивните болести, кои што се хронични, као астма, као хронични бронхити и кои што не се пред време превенираат. Ние чекаме прво да добиеме некоја настинка, да дојде до инфекција, да дојде до екзербација на хронична болест и тек после тоа да се ставиме на превенција. Тоа секако мора да се измени, значи децата треба да се превенираат, тие што имаат хронични обструктивни белодробни болести пред да почне ова сезона која што секако ќе влие лошо на нивната болест. Така и како да се заштитат децава, како да се превенираат за да не ги чувствуваат, односно да ги намалат последиците по здравието од загаденоста? Децата, дивните родители секој момент кога имаат можност треба да излезат надвор Скопје, значи на чист воздух. Знаеме дека Скопје, тоа е евидентирано и на сите метеоролошки станици колку е загадувањето во тек на деновите кога почнува грејната сезона, кога е поголемо користење на автомобили и кога сите се во Скопје. Затоа секој викенд треба децата кои имаат можност да излезат на сонце, да бидат подалеку од оваа урбана средина, затоа што чистиот воздух секако влие благопријатно на дишното стебло. Дишното стебло и белите дроби се единствен човеков орган кој што е во контакт со надвршната средина. И затоа први што ги чувствуваат проблемите се деца кои што имаат хронични обструктивни белодробни болести, како астма, бронхити и сите останати. Затоа препорачуваме надвор да излезат,
од Скопје, да престојуваат подолг период на чист воздух и да внесуваат што поголемо количество на витамини, течности, чаеви и секако да се јаде она еколошка здрава храна. Што помалку храна кој што се состои во сендвичи, хамбургери, сето она што е фастфуд, кој што секако нема ништо хранливо, а секако децава некако додавањето на арома и хранителни бои да допринесува да децата им станува навика и култура на живот. Така, со преголемите работни обврски през зафатеноста на родителите, ова е тешко изводливо, за да ги децата што почесто да бидат надвор, меѓутоа може за викендите да прошетаат и во природа. Барем за викендите, така, викендите. Но има некои ваши колеги изјавуваат дека после 16-17 часот кога почнува да се чувствува загадувањето, децата да не се изнесуваат надвор. Дали и вие ја држите таа иста теза и препоръка? Секако, кога е загадувањето големо, посебно после 16-17 часот, децата, пикот е тогаш во урбани среди, децата треба да бидат да не издегуваат, да не се надвор од куќиве, затоа што од становите, затоа што тогаш аерозагадувањето е големо и влијае на нив. Така, доктор Зафировски, вие аерозагадувањето го следите многу поодамна, не последниве година-две, кога е всушност актуализирано во земјава, постојано се зборува на медиумите. Каква беше состојбата претходно? Вие чинам имате и книга објавено, труд на оваа тема. Да, ја мојата соработка со колегите од Хидрометеоролошкиот завод потекто многу одамна, веќе 15 години и повеќе, и баш затоа се вроди љубовта кон оваа патологија, односно кон биометеорологија. Биометеорологија значи како влијаат сите надвршни физички фактори, како влијае аерозагадувањето, концентрацијата на полените, маглата, ултравиолетовото зрачење, надвршна зголемена или намалена температура, и затоа дојде до една соработка, објавивме голем број на научни трудови, а потоа понатака со професор Спиридонов произлегоа една прва книга Временски услови и здравието, а понатака во соработка со колеги од Белград направивме една вистински издржана книга која што е преведена на англиски јазик и представува едно многу четиво за сите оние што сакат малку повеќе да знаат за биометеорологија, метеоропатија, на кои се болести надвршните физички фактори влијат и како треба да се заштитиме. Така, еве конкретно и ние да слушнеме накратко резиме од книгата. На кои болести влијаат не само кај децата, туку и кај возрастните. Да. Книгата е софрена и не само децата ги третираат и возрастните. Значи најчесто влијаат кај луѓе кои што имаат ревматски заболувања, кардиоваскуларни заболувања, респираторни болести, алергиски болести, исто така луѓе со психосоматски заболувања, недоволното количество на сонце во зимските услови, кои имаме долги периоди на магла, на аерозагадување, влијае на нивното расположение и имаме така речено кај психијатрите зимски депресии. Значи мелатонинот кој што е еден од основните хормони на среќа, кој што директно зависи од количество на сончевата енергија на сонце во сончеви часови од тек на зимата се намалува. Затоа луѓе кои што се посетливи имаат афективни нарушувања, односно се чувствуваат замор, малаксали, нервозни, и сето тоа доведува, тоа е една од причините за таа климатски промени, како влијат и кај луѓето со психосоматски заболувања. Така, но ефектите од овие штетни гасови, штетни честички се чувствуваат многу подоцна, така? Да, подоцна се чувствуваат, тие го вршат. Има ли некои испитувања, некои научни студии во светски рамки, колку време е потребно за да се иницира некое заболување на директна изложеност на аерозагадување? Значи аерозагадувањето про сулфур диоксид, како тоа се амбиентални параметри кои што се мерат. Еден од основните сулфур диоксид, граунд озон, односно озон кој што е во урбаните средини, азотен моноксид, азотен двооксид, PM частичките и ултравиолетовото зрачење. Значи на база на тоа се дава како влијат. Секој пат кога имаме големо аерозагадување, кога имаме поголемо количество на сулфур диоксид, директно делува на иритација на носот, на очите, на грлото, и луѓето го чувствуваат како пецкање, солзење на очите и на носот, и тоа е почеток како делува аерозагадувањето. Понатака тука е азотен моноксид и азотен диоксид, кој што исто така директно влијае на епителот на дишното стебло, и луѓе кои што имаат хронични респираторни болести доаѓа до влошување на нивната состојба. И исто така и луѓе кои што имаат кардиоваскуларни заболувања, маглата, ладното време негативно влијае на нивното здравје. И секогаш препорачуваме кога се почнува зимската сезона да го поседа со матичен лекар
и да почнат со терапија која што е нивна и да не чекаат време. Има ли поврзаност меѓу аерозагадувањето и малигни заболувања, конкретно карцином на бели дробови, или се уште во фаза на испитување? Се уште на фаза на испитување, има некои студии, збориме за аерозагадување кој што е надвор нашата држава, као Кина, кој што представува земјата поголемо аерозагадување, бидејќи нивната индустрија е еден од најголемите загадувачи, и другите западноевропски земји кои што директно влие на број на луѓе кои што имаат белодробни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, и на луѓе кои што им живеат надвор во топли крајеви, кои што нема аерозагадување, кои што воздухот е чист, во држави кои што покажуваат нивната статистика дека има помал број на луѓе кои што имаат респираторни болести. Така, ова е глобален проблем. Всушност, им во Македонија се надевам дека ќе почнат што поскоро да се прават вакви студии, поврзаност со аерозагадување и со здравјето на луѓето. Има ли таква иницијатива, некои колеги ваши работат? Ние работиме, имаше на работна група, малку го изгубивме ентузијазмот, пред се треба да се влие на локалната самоуправа. Значи не мора сите луѓе да дојдат, еве кажано, во Скопје да живеат. Има толку убави предели во нашава земја кај што може да се живее, има квалитетен воздух, незагаден воздух и целокупниот начин на живот е поинаков, од еколошка храна до се останато. Така да малку мора да мислиме дека треба да живееме и надвор од градот. Има градови као што е Љубљана кои што и после 30 години исто на со изброј на жители. Луѓето живеат надвор од градот 10-20 километри, добрите патишта се едно од основните да можете да комуницирате и да имате чист воздух. Треба да се смени културата и начинот на живот, тоа што мислам основно кај нас. Се надевам дека тоа само од себе ќе дојде, дека луѓето ќе избегаат од загаденост, ќе се растерети главниот град. Радио Слободна Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsm.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник е примариус доктор Оливер Зафировски, директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле. Доктор Зафировски, првиот дел од емисијата го посветивме на аерозагадувањето и децата, поврзано со загадениот воздух и одредени заболувања. Во вториот дел, бидејќи е сезона на вируси и на настинки, може ли да направиме разлика од алергија, која може да биде и причина од аерозагадувањето, и вирусна инфекција? Така, ова што денеска ќе го почнеме е навистина сериозна тема и ние цело време ја дискутираме во нашите стручни симпозиуми, секции се до тоа. Но сепак убаво е да повториме уште еднаш. Сите вирусни инфекции трајат од 2 до 3 дена. Тоа се бенигни вируси што викаме ода со течење на носе, тоа лесно зголемена температура и за неколку дена кијавица, за неколку дена поминува. Сега кога доаѓа сезона и на грип, ќе спомнеме на кратко и за него. Грипот се разликува пак од обичните вирусни инфекции, тој трае подолго, има поголема температура, малаксост на целото тело, дехидратација некој пат, прострираност и може да даде компликации као бронхопневмонија, пневмонија или некои други компликации. Трае 7 дена, но сепак се работи за една вирусна инфекција и без антибиотици може да надмине. И што значи алергија? Најголем број таа трае подолго, со месеци, иако се лечи со антибиотици, иако се лекува со други средства, сепак многу тешко некако сака да увидат лекарите дека се работи за алергија или не е поставена точна дијагноза. Она што е најлошо, децата со месеци и со години се лечат као пролонгирана бактериска инфекција. Голема е секако и проблемот бидејќи се земаат брисеви, така наречени брисеви кои што моментално е хит во нашиот град и секаде се оди по брисеви, правење на пневмослајди, правење на многу испитувања, а секој пред ЦРП, леукоцити им дават и укажуваат на некоја инфекција. Она што беше истави од последната наша годишна, односно симпозиум што беше одржан во Струга оваа година, беше резултативе не значат дека се има знак за бактериска инфекција. Лесно зголемен ЦРП, лесно зголемени леукоцити или други параметри не укажуваат на бактериска инфекција. И затоа е као една препорака од ова наша емисија би сакал секој да се стрпиме со почнување на антибиотска терапија. Додека може организмот сам да се избори со инфекцијата, да го ставиме организмот да се избори. А после тоа
по дополнителни испитувања, по упатување во институција која што е наша или клиника за детски болести, ќе може да се постави поточна дијагноза и да се одлучи дали ќе започнеме со антибиотска терапија, со каква антибиотска терапија, или пак ќе направиме дополнителни испитувања кои што ќе дознаеме дека се работи за некој алергиско заболување. Се извинувам што ве прекинувам, како родителите може да направат разлика еве дома, бидејќи неретко сите родители веднаш ги носат децата на лекар, прво даваат некоја домашна терапија, па потоа доколку се влоши состојбата, предпоставувам тогаш ги носат на малите. Прашањето е на место, на вистина, ако имате една ангина што трае со месеци, секој пат се работи за алергиска конституција на детево, а и самите родители сигурно некој од нив во фамилијата, дали од страна таткото или мајката, имаат некој алергиско заболување. Баш тоа сакав да го истакнам, ако порано 1 на 8 или на 10 луѓе имал некоја алергиска манифестација, денеска тоа е рапидно зголемено. Дури во земјите на Западна Европа нема човек кој што нема во тек на својот живот барем една алергиска манифестација. Тука збориме за алергија на храна, за алергија на полени, за алергија на лекови, за алергија кој што има навистина голем број на уботни инсекти, кој што не е само алергија кој што ние знаеме овдека на храна или пак на инхалациони алергени. Но ова време алергијата ја поврзуваме со времето, со временските условија, со аерозагадувањето. Така, и аерозагадувањето има влијае на алергијата, односно вирусната инфекција ги отвара дишните патишта, да алергените полесно бидат достапни, односно да го оштетат трахеобронхиалниот епител, кој што дополнително дозволува да земе замав од една вирусна инфекција, да помине во бактериски и да направи компликации. Затоа аерозагадувањето, кој што кажавме, е навистина сериозен проблем во урбаните градови. Но сепак, она што сакам да го истакнам, мора, ако некој со месеци детево се лекува со антибиотици и немаме добар исход, да се упати во институтот кој што представуваме водечка институција во област на педиатриска алергологија и имунологија, за да можеме да поставиме дијагноза. Се додека не поставиме, не се докаже дали детето има алергија, не се постави по соодветна терапија, ќе имаме и пролонгирана состојба и детето буквално ќе испие еден куп антибиотици и нема да имаме леченост, немаме поставување на дијагноза и немаме контрола на болеста. Така, почна ли сезоната во институтот, во наводници, сезона на вируси и настинки? Бележите ли тренд на зголемување на... И текако. Само во октомври имаме над 3500 прегледи, првични прегледи кои што укажуваат, ако во август ми имале некаде околу 500 до 800.000 прегледи, значи во октомври веќе имаме 3500. Во ноември последнава статистика покажува исти тренд, неде околу 3200 прегледи кои што децата биле упатени. Тој и текако покажува дека сите овие фактори од аерозагадувањето до вирусните инфекции кои што се одлика на овој период од годината, укажува дека децата навистина треба да се заштитат и да бидат лекувани како што треба, пред се поставување на точна дијагноза. Во моментот функционирате и работите во поликлиниката во Букурешт. Кога ќе се вратите во нови простории на старото место? Навистина сите колеги ние поминавме на долг период од 3 години кај што бевме на некој начин во повеќе институции раселени. Хоспитални оддел ние во 8 септември работиме во поликлиниката Букуреш, во поликлиниката во Тафталиџе и сето тоа представуваше, но нашите пациенти брзо не најдоа и знаат дека треба да дојдат да си направат испитување и да си земат соодветната терапија. Со радост го очекуваме враќањето во новата институција која што навистина представува едно најбавите, слободно може да кажам, болници, институти во нашава земја кои што се имплементирани сите стандарди кои што представуваат добра заштита, соодветна контрола и правилно лекување на децата. Така, се надевам дека во најскоро време ќе се вратите на старото место во нови модерни услови за работа и со уште поголема желба ќе ги третирате најмалите пациенти. Ние овој период го искористуваме за едукација и најголем број на нашите колеги замина на едукација од програмата Министерството за здравство и помина од 2 до 3 месеци надвор од Република Македонија, дел беа во Љубљана, дел во Турција, дел во Италија, така да веќе овој период не остана неискористен и со новата опрема отвараме прв пат слип апнеа лабораторија во Македонија за деца, отвараме телемедицина и многу други новини кои што дополнително ќе биде отвор институтот, ќе можеме да направиме повеќе муабет. Така, ќе со задоволство би сакале да ви имаме повторно во студиото на Слободна Македонија. Ви благодарам и за денешните совети и за денешното гостување во емисијата Здравје. Благодарам и на мене ми е задоволство кога гостувам вашата емисија. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Далибор Зафировски, видеореализација Горан Авалук.
Денеска сме 4 декември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.